Неделно интервју на порталот ЗУМК. Јас сум Насер Салмани, а во продолжение ќе следите разговор со Дарко Костовски, кандидат на ВМРО-ДПМН за градоначалник на општина Бутел. Господине Костовски, благодарам што прифативте разговор за ЗУМК. И благодарам за можноста. Кој е Дарко Костовски? Дарко Костовски е млад човек кој што живее во општина Бутел, оженет, татко на едно детенце, дипломиран политиколог, магистар по човечки ресурси и професионален тренер. Со свој клуб веќе 15 години постои теквондо клубот Бутел, моментално пратеник во Собранието на Република Македонија. Ова со вештините ќе ви требат во Македонија многу е теренот е многу оштар. Па мислам дека се пошалиме. Мислам дека тие напротив влијаат за да делуваме посмирено и похрабро во дадени моменти. На некој начин да ви спортот се гледа како инструмент за смирување на дуот, не за спротивната. Основната задача, особено на боречки спорт, е да биде духот смирен, а подеднакво и подготвен за сите предизвици. Што ве натера да се кандидирате за градоначалник на Бутел? Да бидам искрен, оваа кандидатура ја гледам како предизвик, исто како и во спортот кога гледам предизвици. Предизвикот е тоа што следејќи работата на актуелниот градоначалник, некаде во третата година на неговиот мандат, значи една година претходно од овој момент, забележав дека нема започнато ниту еден од 15 носечки проекти кои што ги вети во 2017 година. И си реков, ајде да видиме има уште една година, можеби некој од тие проекти ќе биде започнат, можеби нешто ќе се менува во општината, но не. До ден денеска нема започнато ниту еден од носечките 15 проекти и сметам дека не е тоа само лага врз граѓаните на општина Бутел, туку е одредено понижување. И така на тој начин решив да се кандидирам за да пробам да го вратам достоинството на граѓаните на општина Бутел, тоест да се реализираат тие основни потреби кои што ги имаат они, им беа ветени, не беа остварени и сметам дека во иднина ќе можам заедно со мојот тим да ги остварам. Зошто граѓаните на Бутел треба да му веруваат на Дарко? Затоа што сметам дека имам тим, нема се ставам се јас во прво лице, туку станува збор за еден тим, кој што многу добро ја познава состојбата во Бутел, кој што многу аналитично настапи уште од периодот на месец јуни, затоа што јас не знаев во тој период дека ќе бидам кандидат за градоначалник, но бев председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Бутел. И како и да е, некако го подготвував теренот, без разлика дали ќе бидам јас или некој друг, да имаме многу квалитетна понуда за локалните избори, затоа што ако јас не бев кандидат, ќе бев председател на општинскиот изборен штаб, затоа што така иде тоа кај нас во партија. Но во моментов сум и председател на општинскиот изборен штаб и кандидат. Направивме една добра анализа, уште во периодот на месец јуни направивме анкета. Анкетиравме околу 4000 граѓани на територија на Бутел, од секој населено место. И на некој начин преку тоа направивме да нашата програма која што ја нудиме за овие локални избори ја направија самите граѓани во општина Бутел согласно приоритетот. Во таа смисла постапивме многу би рекол вака човечки и нашиот проект кој што сакаме да го спроведеме како генерален проект на територија на општина Бутел е даден токму од граѓаните, а моја задача беше да направам еден тим од стручни лица кои што ќе можат да го спроведат за да може Бутел да биде генерално проект. Кои се најголемите проблеми кои ги тиштат граѓаните во Бутел? Согласно оваа анкета добивме детална анализа кои се најголемите проблеми на граѓаните на општина Бутел, тоест кои се најголемите потреби. Тоа е едно исто. Не дека јас не знаев што се најголемите потреби на бутелчари, но исклучително сакав да биде тоа автентично и да ни го кажат тоа граѓаните. На прво место е поликлиника на територија на општина Бутел, бидејќи таа е една од ретките општини во Скопје кои што нема своја поликлиника. Беше ветено и од претходниот кандидат, така? Да, беше ветена поликлиника и тоа беше ветувана неколку пати. Првин беше со рок до 2019 година, па повторно ја ветија, па уште еднаш ја ветија претходните парламентарни избори, за да на крајот не изградат одредени лименки, трафики, модуларна амбуланта, не знам како да ја наречам, но како и да е, тоа не е поликлиника, дури не ни наликува ни на амбуланта.
и со тоа граѓаните на општина Бутел беа навистина понижени. Не излажени, туку понижени. Подносно ова прашање, тоа што јас лично ќе го направам заедно со мојот тим, е уште од првиот ден, од како ќе ја добиам довербата на граѓаните на општина Бутел, веднаш со документ ќе ја понудам општинската зграда за поликлиника на територија на општина Бутел. И ако до сега логиката беше нека се снаоѓа народот, нека се лекуваат на различни места, бидејќи Смилевски во моментов им понуди солуција и матичните лекари се во една просторија која што не личи на ништо, верувајте, прокиснува, нема добра електрична инсталација. Добро ве разбирам. Општинската града ќе отстапите за поликлиника. Веднаш, да. А вие кај ќе одите? Имаме неколку солуции, деновиве ќе одлучиме каде. Јас само да ја докажам мислата, ако до сега беше логиката нека се снаоѓаат граѓаните, не, сега ќе се снаоѓа општинската администрација и убеден сум дека тоа нема да влијае на добрата работа на општинската администрација, затоа што сметам дека ќе направиме за многу малку пари, ќе адаптираме одредени позиции кои што деновиве ќе излеземе точно со предлог каде ќе се префрли општинската администрација. И за да работи добро општинската администрација, сметам дека многу е повеќе потребно професионализам, кој што во моментов во општината го нема, мотив кој што во моментов во општината го нема и желба кој што во моментов во општината го нема. Така да во таа смисла ние нема да се откажеме од градба на нова поликлиника, тоа не е носечки проект во нашата програма, но се додека не се изгради општинската зграда ја нудиме за поликлиника на територија на. Меѓутоа таа поликлиника нема знаејќи ги надлежностите на општината, вие нема да можете, вие можете да ја понудите, меѓутоа ќе зависи пак од владата дали ќе. Јас сметам дека не би си играле со оган луѓето од владата, иако сметам дека искрено мислам дека после овие локални избори оваа влада највеќе да издржи некаде до нова година, тоа е мој личен став политички, но мислам дека ќе се нафатат на еден ваков предлог заради тоа што во спротивно ќе се судрат со сите граѓани на територија на општина Бутел. Освен поликлиниката, кои се уште два други важни проекти за кои сметате дека се од голема важност за граѓаните? Ќе се навратам на анкетата која што направивме и некако се наметнува како носечки потреби целосно уредување на коритото на реката Серава. Ми изненади колку луѓе на територија на Бутел посакуваат катче каде што ќе може да се прошетаат, бидејќи реката Серава, кеот на реката Серава опфаќа неколку населени места. Тоа е Бутел 1 целосно, Кучевачка бара и Радишани. И затоа влезе во еден од топ 5 приоритетни проекти. Јас сум убеден дека во период од 4 години следниот мандат реката Серава ќе добие свој кеј и едно убаво место за рекреирање. Веднаш потоа беше потребата од паркови во Бутел. Во моментов во Бутел нема места исто така каде што ќе може да се рекреираме, но со парковска содржина. Луѓето бараат зеленило, бидејќи актуелниот градоначалник Смилевски на неколку позиции направи навистина урбани чирови, направи 3 многу огромни згради со по 400 станови, но она што е опасно што пред некоја недела тој донесе уште еден дуп од 9 нови згради на улица Словенија. И нашата понуда наспроти бетонизацијата, за да појасниме на граѓаните. Тоа е потегот од кај ЕСМ во правец на не, баш на улица Словенија, на Словенечка. Тоа е потегот после Цигланата до крајот на улица Словенија, тоа е булеварот Словенечка. Таму е 9 згради. 9 згради, да. Со колку станови? Донесен дуп. Мислам дека се сите од 300 до 400 станови. Па тоа ќе биде гето. Не е тоа опасно, господине Салмани, опасното е што тој не планира тука да заврши, но нема да има прилика затоа што ќе загуби на изборите. Знаете зашто викам гето? Затоа што толку собирање на луѓе на едно место. Дали е прашањето решено за мрежата за водоснабдување, канализација, паркинзи, дали е тоа решено? Ако е тоа решено, нека има, ама зошто јас тоа следно сакав да ве прашам, зошто се инсистира на високи згради, а не викам да не се градат згради, него тоа нека бидат до 4-5 спрата, не 10, 12, 15. Не сакам да бидам некоректен, но веројатно што повеќе спратови, тоа повисока провизија, но за тоа ќе се занимаваме после 17. Господине Селмани, јас сметам дека Бутел треба да го задржи малскиот тип на живот. Бутел не е планиран за да биде обкружен со згради. Не знам дали знаете, на една позиција во Бутел 2, точно на граница со Чаир, се планираат 3 згради во едно мирно мало,
каде што навистина да отидете со голо око, не треба да сте стручен по однос на тоа прашање, да забележите дека таму нема простор ниту за една зграда од 5 спрата, а каму Надвор од оние што веќе се градат. Тоа се надвор, да, тоа се три позиции кои што се планираат, кои што е поднесено барање до градот Скопје, согласно процедурата, не знам до каде е ситуацијата. Луѓето таму навистина се гневни, бев пред некој ден во Бутел 2 на таа позиција, не постои човек кој што не е гневен по однос на тоа решение. Веројатно со ова се покажува дека многу се, знаете како, јас сум сега реален, ако највеќе пари општината добива од комунали кога е опрашање зграда. И тука нема дилема, навистина општината има простор за да работи и така натаму, но не по секоја цена. Многу убаво кажавте, треба тоа плански добро да се испланира за да се изградат згради, бидејќи доколку сакаат бутелчени да живеат во такво место, може да се преселат во аеродром, во Чаир и така натаму, во места каде што има навистина таков тип на живот. Мислам дека ние треба да си го задржиме мирниот тип на живот, освен на пример Скопје Север, каде што веќе е на пример таков тип на живот. Биде избран за границата. Дали тие нови згради ќе бидат анулирани или ќе видите дали може да се направи некоја промена која што е прифатлива за граѓаните? По однос на тоа што разговарав со некои стручни лица, е веројатно многу поверојатно е да се направи одредено олабавување, тоест намалување на катницата и така натаму, но за промена на планот ќе биде малце потешка процедура и мене ми е навистина жал. Велимир токму и затоа во очи на пред кампањата тој го донесе. Мислам дека неколку дена пред да започне официјалната кампања го донесе. Не мислам, тако сигурен сум, тој дуб за овие 9 згради. Тоа е заради две причини, така и тоа треба да се испита. Прво е веројатно станува збор за одредени провизии, но тоа ќе го испитаме, тоа е само индиција во моментот. И втората работа бидејќи знае дека нови избори ќе загуби, па тоа што го ветил да го направи час порано. Кои последните денови на социјални мрежи се шират фейк вести за вас? Кој стои за тие монтирани видеа? Моje лично убедување дека позади овие видеа стои кујната на Артан Груби и Велимир Смилевски, бидејќи станува збор за една ситуација на класично губење на поддршката која што ја имаа во 2017 година СДСМ Смилевски и Артан Груби во Бутел. Го потенцирам точно Артан Груби, не цела политичка партија дуи, заради тоа што имам одредени информации, но за тоа понатака на кој начин се изведуваат овие работи. Но она што ме радува е што навистина посвесните луѓе мислам дека сметаат дека станува збор за една груба манипулација и лага. И би кажал само една аналогија. Тој протестен митинг беше во 2016 година. Многу убаво се сеќавам. Само кај што вие се појавувате. Да, многу убаво се сеќавам. Ако било тоа вистина, зошто господинот Груби веднаш не реагирал во таа година кога беше во коалиција со ВМРО-ДПМН? Ако било тоа вистина, зошто ова видео не се пуштеше во 2017 година на локалните избори во Бутел, кога повторно јас бев кандидат за градоначалник? Зошто не се пуштеше на претседателските избори или на последниве парламентарни избори? Ме разбирате, значи сакам да кажам дека во моментов нешто не им штима по однос на поддршката, па тие мораат да преземаат вакви. Дали на некој начин ги уплаши коалицијата на ВМРО со албанските опозицијски партии? Велимир Смилевски отиде до таа мера, внимавајте, да пред неколку дена викне неколку луѓе, карши него и се сликаат, се фотографираат и вели огранокот на алтернатива помина во целосна поддршка на неговата кандидатура. За 1 сат после тоа официјалниот сајт на алтернатива во Бутел, председателот Самир, го демантираат овој чин. Значи, навистина ги исплаши. Тоа беше првиот чин на лага. Јас бев сигурен дека ќе следи и втори и затоа се намонтира видеото. Навистина ги исплаши. Мојата соработка со Алијанса и Алтернатива, тој со претседателите Самир и Вулнет во Бутел е навистина на едно многу добро ниво и веројатно многу добро лоциравте, тоа нанесе страф кај политичкиот противник и нема друга опција освен ова што го прават, а тие се способни за така. Вие постојано во кампањата се забележува дека ги таргетирате сите граѓани, одите и во населби каде што живеат и македонци и албанци. Кој е вашиот впечаток? Дали на овие избори луѓето ќе гласаат за човека, не за партија или за... Господине Салмани, јас сметам дека прво многу е погрешно ако го делиме луѓето на македонци, албанци, турци, роми, станува збор за луѓе. Значи, сите се исто
И сметам дека пристапот на кандидатите за градоначалници, особено за локални избори, треба да биде обраќање према сите исто и подеднакво. Но она што е предноста во овој момент моја, за жал е предност, бидејќи тоа е заради тоа што и се случуваше многу лоши работи се случија на општина Бутел, е тоа што господинот Смилевски секаде излажа, на секое место излажа, и еве ако сакате ќе потенцираме, особено кај албанците, тој вети училиште во Визбегова не го изгради. Пред некој ден, вчера или завчера се собра граѓаните од Визбегова протестира бидејќи нивните дечиња немаат превоз до училиштето каде што патуваат, до Пенко, до Петар Здравковски Пенко. Во Љуботен вети водовод со Зоран Заев, тоа не го исполни. Имаме една чиста слика на човек кој што ветуваше, не направи ништо, имаше можност да се покаже, не направи ништо, и имаме од другата страна... И не му остана ништо освен да работи на ваша дискредитација. Јас сметам дека ако забележите, само на два начини му се подпира оваа кампања, тоа е зашминкување во последните 2 недели на некои работи по некое детско игралиште. Вчера имаше еден преседант во насел Брадишани, на улицата каде што си живее тој, си го напри асфалтот и само за 24 часа го прекопува асфалтот, бидејќи нешто погрешно беше направено. Донесоа багери повторно и уште толку ги изреволтира граѓаните на насел Брадишани. Но не и се. Она што е суштински важно е што тој имаше можност и прилика, покажа што знае, и сега сметам дека треба да дојде некоја нова сила која што ќе се бори Бутел да го променува. Она што е опасно, што последниве години не само Бутел, општина Бутел што беше во застој, туку таа навистина назадуваше. Господин Костовски, ви благодарам на разговорот, ви посакувам многу успех на изборите и се надеваме дека ќе имаме друга прилика да и после изборите да се видиме на вас, и да поразговараме. Вистина ги поздравувам сите граѓани и ги замолувам добро да размислат пред да ја донесат својата одлука за овие избори, бидејќи она што е суштински е тоа општина Бутел конечно почна да се променува и да стане многу поборо место за живење. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, следевте интервју со Дарко Костовски, кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на општина Бутел. Довидување до следното интервју.